Здраво на сите, јас сум Жарко Батич. Вие се наоѓате во делот на Машки свет посветен на подобро здравје, фитнес и мотивација. И денеска ќе имаме нов термин кој што е доста популарен во кросфит вокабуларот, да речем. Изгледа комплицирано, али многу едноставно, ќе ви го објаснам, се ќе ме разберете. Вежбата за денеска е следна. Значи вод, се сеќаваме сите workout of the day или вежба на денот. Сега терминчево, значи имам или емам на нашки за денешната вежба предвидени ни се 16 минути. Сега, за да продолжиме понатака во вежбата, прво морам да ви го објаснам овој термин. Што значи ова? Емам, every minute on the minute. Секоја минута правиме 10 push press со 10 kettlebell swings и толку. Само овие две вежби ги имаме за денес. Сега терминчево малце да го објасниме повој. Во минута 1 правиме 10 push press. Правиме 10 повторувања од првото движење, што за многу брзо време ќе ви ги објаснам како се изведуваат, како изгледаат истите. Да речеме за 12 до 15 секунди правиме 10 push press. Се што ќе ви остане во остатокот од времето ви е пауза. Се додека не да е рамна минута или ситуација да чукне 1:00 на саатот, вие не правите ништо. Значи, правиме 10 push press, ресто до минутата е пауза. 1:00 чукнува на саатот, се фаќаме за кетелбелот, мафтаме 10 пати. И исто така се што ќе ни остане до крајот на минутата е пауза. Ајде сега малце подобро да ги објасниме движењето. Push press. Може да се прави со шипка, може да се прави со бучици. Ние во денешната епизода ќе ви ги покажеме како се изведуваат тие со бучици. Значи, зимате килажа од 2, 3, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 и така натаму. Зависно од вашиот физички капацитет, ќе си адаптирате и килажата со колку би можеле да направите 10 повторувања без пауза во оваа вежба за денеска. Зборам само за овој пример. Задната глава од бучицата се наоѓа во контакт со рамо, не мора подпрена. Лактите гледаат надоле во земјата, и најубаво да ви е позицијата, внатрешноста на раката ви е залепена до телото, како некој лист хартија под мишка да држите цело време. Така понашете се, наједноставно ќе биде да не ви бегаат лактите нанадвор или на страна. Не е добро тоа, може да се повредиме, да зезнеме целата работа. Од тука, како што ви гледаат лактите надоле, поставеноста на теговите веќе е направена. Благо чушнуваме наназад со газот, 8 чучање од прилика, и експлозивно изфрламе со колковите. Како изфрламе со колковите, рацете следат нагоре и лактите мора да се исправени и залепени најблиску што може до ушите, за да не ви бегаат рацете и пак ќе ви кажам да не се повредиме и да не дојде до несакани работи. Значи, целосно движење на push press. Мини чуч, 8, испалуваме со колкови, лактите проследуваат нагоре, се исправаат, тоа е 1. За спуштање надоле, многу битна работа. Не го брзете дипот надолу, затоа што може да повредиме кичмата додека тежината ни е се уште над глава. Спуштите ги рацете, тогаш правиме мал дип, изфрламе со колкови, продолжуваме во второто движење, исправаме лакти, спуштаме раце, па потоа тек одат нозете. Вака најправилно ќе го изведете ова движење и нема да имате никакви проблеми и ќе биде најефикасно и најбезбедно. Второто движење за денеска е kettlebell swings. Ова движење е малку покомплексно и може многу лесно да дојде до несакана ситуација, како што е повреда и цимнување на кичмата или на рамото, ако не се изведува правилно и се форсира со килажа. Значи, запамтете, нема форсирање килажа и правилно да се изведуваат овие движења. При изведување на кетелбел, поставеноста на нозете е во ширина на рамениците, имаме благ прегиб во колковите, кичмата е права да може мајца да се испегла на низе, фаќаме кетелбелот со двете раце, повлекуваме, тој проаѓа меѓу нозе слободно, значи не ги грчете рацете, држите го кетелбелот, меѓутоа да биде слободен да може да се мафта. Повлекуваме меѓу нозе, експлозивно изфрламе со колковите, тоа значи експлозивно се исправите и како се исправате, бидете
свесни, стегнете го газот, тоа ќе ви помогне да ја држи кичмата права и повлечи со рацете нагоре и покриваме погледот. За денешната вежба предвидена е техниката Russian Kettlebell Swings. А што значи тоа? Тоа значи да си го покриеме погледот или висината на кетелбел да дојде до каде што ни е видикот или поставеноста на очите. Доколку ви се допадна ова видео, кликнете лайк, subscribe на каналот, пишете ни во коментари некои можеби прашања, идеи што сакате да ги дискутираме во следните видеа. И не заборавајте, практикувајте кросфит, зашто од кросфит подобро здрави.